Во ова издание на Newsflash ке гледате. 65% од жените во политиката во Северна Македонија биле жртви на дисквалификации, навреди, закани на родова основа. Повлекувањето на американските трупи од Авганистан отвара прашање за тоа кој ќе го пополни вакуумот што го оставија Соединетите американски држави. Дизајниран е нов безбедносен елемент за автомобилите со кои би можеле да се спасат 10.000 животи кои секоја година се губат во САД како последица на возење под дејство на алкохол. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јован Ченомовски, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. 65% од жените во политиката во Северна Македонија биле жртви на навреди и закани по родова основа. Истражувањето е од Националниот институт за демократија, а прилогот е на Тоше Огњанов. Не доветна, не ти е местото тука. Ти ли ќе водиш политика? И уште голем број вулгарности и епитети им се налепуваат на повеќето жени на македонската политичка сцена. Скоро речиси секој ден сум дел на одреден атак. Загрижувачки 65% од политичарките во Северна Македонија биле изложени на некаков вид насилство. Навистина е тешко и навистина е храброст човек денеска, една личност, еве со родова припадност, значи во женски пол, да се нафати и да се занимава со ова општествено-политичка активност. Тоа го покажува извештајот од Скопската канцеларија на Националниот демократски институт, чие седиште е во САД. Насилството не значи само физичко насилство. Насилството може да е психичко, емоционално, притисок, говор на омраза. За жените во политиката, ваквата појава станала речиси секојдневие. Ме запрепастува фактот колку лесно и природно оди тоа кон жените. Колку природно и лесно жените се оние кои се први на мета. Значи да не зборувам за најновите случувања во однос на овие турбуленции, например во образованието што се случуваат, колку едноставно на жената да му се припишат мал милион епитети, а додека мажите некако полесно поминуваат низ тој политички оган, еве така да го наречам. Според истражувањето на институтот, родовите дисквалификации многу почесто ги имало во помалите населени места. Повеќето од половината биле упатени од самите сопартици. Нема механизми во самите политички партии кои што го регулираат однесувањето на членовите на политичките партии. Само во 23% од партиите, односно испитаниците, кажаа дека постојат механизми, правила, статутарни одредби кои што го регулираат однесувањето. Бројните напади доаѓаат и преку социјалните мрежи. Овие коментари не ја за сега само политичарката или политичарот, бидејќи и мажите не се исклучени од овој вид на насилство, туку некогаш се оди многу подалеку и се допираат и семејствата на јавните личности. Одговорноста за сегашната состојба, како што велат нашите соговорнички, лежи и кај самите партии. Во основа, значи тие што треба да го промовираат овој родов баланс, да ги поттикнуваат жените, да ги промовираат жените, да ги поставуваат жените на раководни позиции, да им се даде тежина на жените во партијата. Поради родовите притисоци, речиси половина од испитаничките во истражувањето помислиле да ја напуштат политиката. Се бара проширување на квотите за еднаква застапеност. Би била најсреќна кога не би имало потреба да имаме квоти. Ама квотите ни се и текако потребни додека и жените и мажите не почнат да добиваат еднакви можности во нивното политичко учество. Националниот демократски институт почна и кампања против оваа појава. Граѓаните може да дадат подршка со петиција на интернет страницата nezanasilstvo.mk. Кампањата ќе трае до локалните избори. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Повлекувањето на американските трупи од Авганистан отвори нови прашања за тоа кој ќе го пополни вакуумот што го оставија Соединетите американски држави. Еве зашто станува збор. Со заминувањето на американските трупи дома, руските власти не го кријат задоволството. САД не само што повлекуваат војници од Авганистан, тие всушност го признаваат неуспехот на нивната 20-годишна мисија. Рускиот претседател Владимир Путин првично ја одобри војната операција на САД. Деумно затоа што американското присуство де факто ја реши загриженоста на Русија за терористичка закана од Авганистан.
но САД сега се повлекуваат и аналитичарите велат дека Кремљ е загрижен за можноста обновените борби и бегалците да се прелеат во соседните држави од Централна Азија, дозволувајќи му на исламскиот екстремизам да се прошири во регион што традиционално се наоѓа под влијание на Москва. Имајќи ја својата безбедност во предвид, Русија апсолутно нема друг избор освен да се вмеша во централноазиските републики во случај ситуацијата да излезе од контрола. Последниве денови руските официјални представници беа домаќини на талибанските представници на разговорите во Москва со обете страни кои бараа безбедности гаранции. Талибанските преговарачи тврдат дека нивните борци сега контролираат 85% од територијата на Авганистан, но исклучуваат напади врз руски воени сојузници како Таџикистан, со кого Москва дели колективен договор за безбедност. Сепак, веќе неколку илјади луѓе преминаа преку границата во услови на судири на талибанците со афганистанските владини трупи. Можеби лидерите на Талибан претеруваат кога велат дека контролираат 85% од територијата, но нивното распоредување на таџикистанската граница е факт. Тие ја контролираат границата со Таџикистан. Во меѓувреме, политичките наблюдувачи во Русија побрзаа да ја истакнат иронијата на преговорите на Кремљ со групата која официјално ја смета за терористичка организација, додека дома се спротивставува на руските опозицијски групи, како антикорупцијската фондација на Алексеј Навални, што многумина го сметаат за сличен екстремистички изговор за спречување на членовите да учествуваат на есенските парламентарни избори. Навални и неговите следбеници никогаш нема да смеат да се соберат во Москва, но ако сте талибанци, тоа може. Лицемерно и цинично е тоа. На талибанците им е дозволено да го прават она што на политичките противници на Кремљ не е. По војната во Авганистан од 1980-тите, што траеше една деценија и заврши со пораз, малкумина веруваат дека Кремљ има волја повторно да се вклучи воено. Но како што завршува американската улога во Авганистан, постои опасност дека околностите на теренот може да ја принудат Русија да влезе во празнината. Дизајниран е нов безбедносен елемент за автомобилите со кој би можеле да се спасат околу 10.000 животи, како последица на возење под дејство на алкохол. Повеќето луѓе не мислат два пати кога ќе седнат зад воланот во нивниот автомобил. Го палат моторот и почнуваат да возат. Но наскоро тоа нема да може да се случи доколку се пијани. Нова безбедносна карактеристика овозможува автомобилите да користат сензори на допир и дишење, со цел брзо да се измери нивото на алкохол во крвта на возачот. Ако е над дозволената граница, автомобилот нема да може да се вклучи. Сензорите кои реагираат на дишење и кои се вградени во повеќе компоненти во возилото, го регистрираат здивот на возачот. Користејќи инфрацрвено зрачење, системот ја мери комбинацијата од алкохол и јаглерод диоксид во здивот на возачот. Програмата, која е поддржана од големи производители на автомобили, има цел во голема мера да ја намали загубата на околу 10.000 животи, кои секоја година се губат во САД поради возење под дејство на алкохол. Нашата крајна цел со оваа програма е да се спречи губење животи и болката на семејството како последица на тоа. Вирџинија стана првата сојузна држава да го тестира овој сензор и да овозможи повеќе информации за учесниците. Оваа технологија би можела да има сличен ефект како безбедносните појаси. Истражувачите се надеваат дека набрзо ќе ја донесат оваа технологија на пазарот за автомобили. Јас сум Јован Чанаумовски, а ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. За повеќе информации следете не на социјалните мрежи. Имајте убав ден. Пријатно.